сидишь и говоришь, что больше ничего. Во динамичниот начин на живот денес, ретко обрнуваме внимание на звуците што не обкружуваат. Телефоните, бучавата од собраќајот, дури секојдневните разговори. Сето тоа се фреквенции, вибрации што постојано делуваат врз нас, без ние да бидеме свесни за тоа. Дури и музиката што ја слушаме секој ден влијае на нашето расположение. Може да не подигне или пак да не натажи. Сите тие звуци носат фреквенции, вибрации што постојано се присутни околу нас, иако најчесто не ги забележуваме. Но речиси никогаш не престануваме да се запрашуваме како овие невидливи вибрации влијаат врз нашите тела, врз нашата енергија, врз нашето секојдневие. Еден од најстарите и најмокните примери за тоа како звукот може да создаде влијание врз човекот се камбаните. Од давнина тие не биле само инструмент за означување на време или настан, туку символ на нешто подлабоко. Со својата силна фреквенција тие допирале до телото и душата на човекот, оставајќи трага што не може да се измери со бројки. Токму ова ни покажува дека звукот не е само нешто што го слушаме, тој има моќ да создаде емоција, состојба, дури и физичко чувство. И токму оваа мисла ќе не доведе до еден фасцинантен правец на науката, каде што звукот не е само доживување на слухот, туку представува и визуелна појава. Дали некоја сте застанале пред црква и сте го почувствувале звукот на камбаната како да навлегува во вашето тело? Тоа не е само звук. Камбаната не зборува само со вашите сетила за слух. Таа зборува и со вашето тело, со срцето, со умот. Зошто е тоа така? Дали зад камбаните се крие древна наука за вибрациите и влијанието врз човекот? Замислете едно мало македонско село пред 100 години. Највисоката точка секогаш во селото била наменета за црква, а до неа камбанаријата. Камбаната не била само метален предмет што одзвонува за молитва. Таа имала улога да го регулира ритамот на секојдневниот живот, од утринска миса до предупредување за пожар или непријател. Звукот на камбаната значел живот, надеж, заедништво. Од тука се поставува прашањето: зошто токму камбаните? Дали само затоа што биле метал и можеле да се претопат? Или можеби свесно било одземање на нешто подлабоко, моќта на звукот и вибрацијата врз човекот? Во текот на историјата камбаните не биле само обични метални предмети што одзвонуваат на литургија. Тие биле чувари на времето, на верата и понекогаш чувари на здравието и духовниот мир на луѓето. Но токму тие големи и звучни реликвии биле на мета за време на големите војни. Така во Првата светска војна низ Германија и Австро-Унгарија започнала невидена акција за масовно собирање и топење на камбани. Причината? Металот. Секоја црквена камбана представувала десетици па и стотици килограми бронза, материјал кој бил неопходен за производство на оружје, особено топови. За кратко време илјадници камбани биле симнати од кулите и претопени во мрачните печки на фабриките за оружје. Во Франција и Белгија, каде што фронтот поминувал низ населени места, исто така исчезнале безброј камбани. Луѓето сведочеле дека селата кои останале без камбани биле помртви од кога било, едноставно како да се изгубил духот на заедницата. Но, додека на западот и централна Европа се случувало уништување, на истокот приказната била малку поинаква. Во Руската империја уште во 1915 година, кога руската армија се повлекувала од Полска пред германските трупи, властите донеле наредба камбаните да се симнат и да се испратат подалеку, во Кавказ и Сибир. Целта на ова не било директно уништување, туку спречување непријателот да ги користи за оружје. Наинтересно е тоа што русите тогаш направиле нешто што изгледа речиси неверојатно за тоа време. Започнале детално документирање на секоја одземена камбана. Така полскиот историчар Карл Бадецки бил задолжен за создавање архиви, фотографии, описи, па дури и мерење на камбаните. Иако голем дел од овие камбани никогаш не се вратиле, фактот дека биле запишани и опишани укажува на тоа дека русите гледале на нив не само на обичен метал, туку
и на нешто повеќе од тоа, нешто духовно. И на крај ќе се запрашаме, зошто толкаво внимание околу едни обични предмети што одзвонуваат? Одговорот можеби се крие во самиот звук. Камбаната не е обичен инструмент. Таа произведува фреквенција што се шири на километри околу себе. Но звукот на камбаната не е еден тон, туку комплексна мешавина од хармонии и вибрации. Овие вибрации влијаат не само на нашите уши, туку и на нашето тело. Така, например, научниците откриле дека човековото тело реагира на одредени фреквенции. Некои од нив може да предизвикаат страф или вознемиреност, други пак мир и спокој. Камбаните со својата специфична комбинација често произведуваат звук што луѓето го доживуваат како возвишен, свет или прочистувачки. Многу народни предања зборуваат дека камбаните го бркале злото, дека чистеле од болести, дека го држуваат духовниот баланс на заедницата. Па така се вели дека во минатото чумата никогаш не се ширила таму каде што камбаните звонеле силно и често. Денес, например, научниците објаснуваат дека нивните вибрации, особено во ултразвучниот опсек, можат да делуваат врз микроорганизмите. Така експериментите во руските лаборатории покажале дека овие звуци можат да ги нарушат и уништат патогените вируси и бактерии што се пренесуваат преку воздухот. Рускиот научник Шипунов дури тврди дека камбаната не е само човечко дело. Тој забележал дека кога биеле камбаните во големите манастири, нивната звучна симфонија се слушала на километри далеку, и тоа доволно силно за да ги уништи микроорганизмите во воздухот. Во едно истражување дури е забележано и дека кога задзвонела најголемата камбана во катедралата Јелохол, вирусот на грип едноставно исчезнал. Ако прогледнеме наназад, ќе видиме дека сите големи епидемии кои што се ширеле од Блискиот исток кон Русија, на чудесен начин ја заобиколувале токму онаа област каде што имало многу цркви и манастири и места каде што камбаните звонеле постојано. Има уште едно нешто интересно. Математичарите пресметале уште во 1918 година со над 80.000 цркви и повеќе од 1000 манастири дека звукот на камбаните се претопувал и создавал еден вид звучно поле што ја покривало цела Русија. И токму тоа поле, според верувањата, било заштита од големи епидемии. Некои ќе речат дека тоа е мит, други дека е духовна вистина, но едно е јасно. Звонењето на камбаните секогаш било нешто повеќе од обичен звук. Тоа е символ, сила и можеби нешто божествено, создадено средство за хармонија и заштита. И тука се враќаме на прашањето: дали камбаните биле уништени само поради металот или поради нешто повеќе? Дали можеби владетелите биле свесни за моќта на звукот и токму затоа сакале да го замолчат неговото дејство? Можеби камбаната е повеќе од символ. Можеби таа е алатка за хармонизација која одамна ја разбирале старите мајстори. Во следното видео ќе зборуваме подетално за сите фреквенции на камбаните, за тоа како тие се совпаѓаат со одредени природни резонанци на земјата и човечкото тело и што тоа значи за нас денес. Доколку ви се допадна ова видео, поддржете го каналот и притиснете лайк, subscribe и ѕвончето, за да бидете известени веднаш кога ќе биде објавено следното видео.